Јас направив микс помеѓу адвокатура, што е според мене и според моите колеги многу тешка професија, интелектуална професија, која што бара целосна посветеност на работата, исцрпеност и сосема друга една работа, тоа е живење во рурална средина, во планина, во дивина, буквално во дивина. И во почеток мислев дека нема да успеам, и тоа како поминува времето, се повеќе и повеќе се прилагодувам на двете работи и немам намера да ги напуштам, ниту едната, а ниту другата. Јас сум апсолутно градско дете со градски корени од Тетово и немам ништо селско. И сега не само што дојдов во предел што да речеме рурален, туку ова не е ни село. Се работи за апсолутно планинска средина и апсолутно планински услови каде што виреат и предатори. Од една типично урбана средина се префрли во типично планинска, наречам средина, дури не е ни селска ова средина, зашто нема тука ни цивилизација. Моите први комшии се на оддалеченост од 5, 7 и 9 километри. Така да тоа беше за мене најголем предуслов да дојдам во што поголема дивина. Дури апсолутно сакав да нема многу луѓе, за да бидам сам, за подобро да успевам да ја спроведувам идејата за организирање на органска храна. Идејата ја украдов од еден генерал, полковник, командант на касарна во Белград, кој што во давнешно време со својот дедо и неговиот татко, може би денеска има некој ранч во Словенија на Алпите. И бидејќи јас се затекнав таму во едно својство на музичар, го видов тој ранч, тоа е далечно 86-7 година, и од тогаш се роди идејата за производство на органска храна, на ловство, на рурален туризам, што за мене беше откровение, не постоеше во Македонија и таа тлееше цело време, поголем низ на години, бидејќи јас не се занимавав со такво нешто, бев правник во Тетекс и сега адвокат. И откако созрее идејата, дури без согласност и знаење на мојата сопруга, се обидов да ова го најдам, ја информирав, и откако таа се согласи, дојдовме на лице место и почнав да ја остварувам идејата што тлееше кај мене. Па изборот на ова место падна пак преку еден мој колега од Крива Паланка, односно судија, сега веќе во пензија, кој што на моje барање се обиде како судија да допре до луѓето од овој крај, да ги анимира и да ми каже во која локација, на која локација би барал. Преку поранешниот градоначалник на општината Ранковце, ја најдовме локацијата и после го најдовме и собственикот на овој дел. Локацијата не е случајно одбрана, затоа што според сите параметри се работи за надморска височина од некаде 1200-1300 метри надморска височина, во многу убав диверзитет на растенија, одлични услови за напасување, одлични услови за брст на кози, убава локација од аспект на сообраќај, затоа што конекцијата со Скопје одлична, има патна мрежа со да речеме магистрален пат 90%, до самото место води асфалтиран пат. Јас се потрудив и успеав до местото да доведам струја, каде што ја немаше. Сега каптирав и 3 изворчиња, со намера се да составам еден мој приватен водовод. Тоа се, според мене, идеалните услови да се почне некој бизнес. Кога дојдовме во планината да ја видам, беше пролет и многу беше убаво. Имаше разни треви, миризбата беше опоен мирис имаше, но најмногу од се ми се допадна самотијата
бегањето од гужвата. Сакам да кажам во Скопје, бидејќи цело време јас во Скопје живеам. Како човек кој што живеел во урбана средина и целиот живот, значи, таму го поминал, иако не е големо време, повикот кон самотијата, не само кон самотијата, туку и овде во планината се чувствувам јас дека сум јас. Имам прашања од мои пријатели и роднини, добро, како можеш, цело време одеше во кафичи, излегуваше, значи урбана средина, урбана девојка, како што, нели, тие се модерни зборови во Скопје, како едноставно се одлучи да одиш горе, па дури со стока, па нели тие мирисаат, па нели малку е језиво, па да се симнеш доле, па нели е валкано, сето тоа. Се обидувам да им објаснам дека тоа е тоа што јас сакам да го правам. Мене тоа ми доаѓа од внатре, но некако не ме разбираат и секогаш тоа завршува со насмевка на нивните лица и добро, едно време ти ќе се откажеш од тоа. Меѓутоа, мојата најголема желба во која што го туркам сопругот е тука да живееме, значи да се, иако не е средено се како што ние замислуваме, бидејќи имаме замисла каде што би било овде прекрасно и никош нема да бидеме сами од гости, од посетители. Мојата желба е тука да живеам, а Скопје да ми биде место каде што само ќе доаѓам за потреба. Хај! Ние произведуваме месо, односно млеко, односно преработки од млеко, особено од козјо млеко, од животни, од домашни животни, кои што се хранат со исклучително чиста храна, со чисти видови на растенија на овој дел, кој што, пак ќе кажам, е апсолутно со недопрена рака на човек. И нема никаква загаденост во ареал од неколку стотини километри. И тоа значи дека храната што ја произведуваме, што ја создаваме, според нас е апсолутно чиста, односно, да ја речам, еколошки чиста или органска. Не е битно сега изразот кој што ќе го употребиме, дали се работи за органска или еколошки чиста храна. Во секој случај, чиста храна што ни погодува на нас, значи на мене, на сопругата и семејството, и на други конзументи, на наши пријатели на кои што ја даваме, кои што практично ја чувствуваат како лек, повеќе не како храна. Тука сакам да напоменам дека не се работи само за месо и млеко и преработки, туку ние имаме и едно парче од декар и половина висоравнина нива, која ја обработуваме на стар начин со артско ѓубриво што се произведува кај нас и значи одгледуваме растителни растенија од типот на компир, пченка, патлиџан, пипер, тиква, лубеници и други, значи зеленчуци и овоше што виреат во овој крај. Така да и тоа е за нас апсолутно чиста храна и трето, и не и небитно, можам да речем уште поважно, собираме така наречени шумски плодови, кои ги има во текот на летниот и есенскиот период, од тип на бобинки, на диви јаготки, на боровинки, на капини, на кручи, на јаболки и на сите видови други растенија, како и огромен број на чаеви и други билки што се апсолутно раритети што ги нема во слободна продажба. Нашите деца кога се во Скопје се, значи, програмирани како и сите други, треба да кажат каде одат, што прават, со кого се. Додека овдека може да одат каде сакаат, со нив се секогаш кучињата, така јас не се плашам од ништо, дека некој нешто ќе ги исплаши. Зборувам за дивеч, друго ништо нема овде што да ги исплаши, бидејќи ние сме сами. Или се долу кај стоката, или со кучињата, или берат летно време берат чаеви, одат во лива да берат чаеви. Значи едноставно прават тоа што тие сакаат да прават. Тука јас сметам дека тука тие се баш деца.
Паце, паце, паце. Паце, 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 паце. Паце, 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 паце. Паце, паце, паце. Прррр. Прррр. Григорий. Паце, 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 паце. Паце, 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 паце. Првичната идеја беше одведување на полудиви свињи и крави буш. Меѓутоа, по инсистирање на мојата сопруга, решивме да воведеме и кози алпина, односно некоја врста на кози алпина, мешани со балканска сорта на кози. Се напасуваат од свежа вегетација, во смисол на трева, на листови од сливи, на сливи, потоа има испаша со брстна вегетација од диви цреши, а најмногу се напасуваат брстејќи диви капини, малини, трн и специјално брстат дрвја, односно шума на даб, кој што во околината го има и премног. На тој начин козите се одржаваат и се репродуцираат, а произведуваат најквалитетно чисто козјо млеко, од кое што ние произведуваме понатаму кашкавал, сирење, сирутка, урда и некои други производи. Градбата е 50-60% завршена како инфраструктура, сега преостанува професионална каптажа на еден голем резервоар за вода, преостанува до завршување на некои штали и кочини, изградба на современ козарник за негде од прилика околу 200 глави и една идеја што цело време се влече и тај кај мене, а тоа е создавање на една мал простор на кафаница или мал ресторан кој што ќе екзистира исклучиво со производи што се создаваат во оваа страна, односно органски производи. И мислам тука дека би завршиле со изградба на уште неколку соби или апартмани, бунгалови во склоп со објектот или надвор од него, за прифат на гости што би сакале да преноќеваат или да поседат, или да се дружат со природата, да се шетаат, или посетители што имаат неопходна потреба да живеат со животни заради нивното здравје. Кога сум тука, мене ми застанува времето, ми застануваат проблемите, ми застанува адвокатурата и ми се чини имам период кога апсолутно ги наполнувам така наречените батерии и сум многу посвеж дури не само ментално, туку и физички да продолжам во судството и во адвокатурата да се справувам со проблемите кои што секојдневно претходно ми се зададени како проблеми во адвокатура.